Почитувани гледачи, добар ден. Ние сме полека се приближуваме во финишот на кампањата од локалните избори, која што нели официјално траеше, ќе треба да трае некои 15 дена, а неофицијално трае цела година. И тука со нас е кандидатот и актуелниот градоначалник на општина Ѓорче Петров, Александар Стојковски, ја Ѓорѓиевски ќе кажев, пошто се помешав нели со другиот сорце, да. Стојковски се извинувам. Од нормално редовите на ВМРО ДПМН. Добар ден. Добар ден и ви благодарам за можноста да бидам дел од вашата емисија. Прв пат сте ке нас? Да. Не, сте гостувале, ете гледа што е наш пропуст. Добро, требало да пред 4 години да ве викнеме кога сте биле кандидат. Не, сега само како градоначалник. Кажете ми, поминаа 4 години, вие сте лекар по професија, специјалист, радиолог, државната болница заменивте со општината Ѓорче Петров. Што тоа не направивте во изминатите 4 години, па сега или ви остана да го направите? Па добро, не би го дефинирал тоа така. Имаме работи кои што континуирано ги работиме и кои што треба да бидат како проекти завршени. Изминативе 4 години главниот фокус, посебно во првата половина од мандатот, беше да стабилизираме општината, бидејќи сепак наследивме општина која што беше значајно задолжена во однос на тоа што го имавме како приход, зборам, во тоа време во буџетот на самата општина. Ние бевме задолжени со некои 140-150 милиони денари плюс кредити некои од претходно. Успеавме целиот тој долг паралелно и да го исервисираме и да работиме, така да сега јас велам општината застанавме на здрави нози од една страна со нашето работење внатре во самата институција. Од друга страна пак ни дојде поддршката од владата, што прв пат се случува во еден ваков обем влада да поддржува локална самоуправа. Зборам за сите општини, тука бидејќи сите добивме пропорционално по бројот на жители средства од буџетот, меѓутоа за тие средства ние требаше да се спремиме со проектна документација, проекти и така натаму. Аплициравме ние во првиот повик и во вториот негде околу 27 проекта кои што се од капитално значење за општината и сега сме во фаза на реализација. Од првиот повик најголемиот дел ги завршивме во делот на инфраструктурата, сега започнавме да градиме градинката во Дексија. Исто од тој повик, додека од вториот веќе сме започнати со инфраструктурата и отпочнуваме со доградба на едно училиште. Така да имаме голем фронт за работа. Некои 20 на километри и повеќе нови локални улици и патишта само во моментов што ги имаме за работење. Имаме доградби на училишта, 2 нова детска градинка, една веќе работиме и се создаде голем обем на работи. Општината Ѓорче Петров навистина во да не ставам некои долги рокови, меѓутоа мислам дека до крајот на наредната година ќе добие барем уште 5 капитални објекти, зборам како објекти на нејзината територија. Пред 15 години некој ми кажеше дека на Ѓорче Петров, тука мислам на населбата, нели оној дел таму околу стадионот и така натака, дека ќе следува градежна експанзија, немаше да му верувам. Но сега навистина во делови од вашата општина, посебно нели во оној урбаниот дел што гравитира нели на кај булевар Партизански одреди и мостот Обединените нации, да кажеме станува пренаселен, нема кај да се остави ни автомобил, а допрва се подготвува нели градење на комплетно нова една населба, тука влае голем број на згради. Да, ќе објаснам. Ајде објаснете. Да. Имаше голем број на критики од овие што нели се грижеа за нормално е да има душегрижници, најчесто се тие лажни душегрижници, ќе ви објаснам и зошто во тој дел. Ѓорче, да, точно е дека има градежна експанзија, се гради, условите се многу подобри во однос на други, па и соседни општини, Карпаш. Еве ќе го земам за пример и ние континуирано работиме барем во мојот мандат и најголем дел улици и патишта ги работиме и сме посветени да создадеме добри комуникацијски врски. Во тој дел централен што го споменавте вие и во новата програма заедно дел со градот, дел она што е надлежност на самата општина, предвидуваме пробивање на неколку сообраќајни решенија, Алексо Демниевски, булеварот Веле Марков, со цел да се олесни во тој дел средишен
сообраќајот. Ова што е кружниот тек на македонска војска, тоа е исто така градски проект, а во однос на сите тие обвинувања кои што ги имаше во јавноста, јас не бегам од критика или од било каква забелешка, ќе напоменам само дека најголемиот проблем во Ѓорче настанат со носење на планот СЗ-20, тоа е во населбата Хром. Тој е донесен во времето на мојот претходник и тоа е план за кој што навистина се случува масовни протести кои што траа можеби повеќе од 6 месеци, година дена. Луѓето алармираа, меѓутоа помина тоа како што треба, за разлика од таа ситуација кога веќе во населено место кое што беше изградено со куки, бараки, негде од 60-тите години на минатиот век, ајде сега така се изразам, од една мирна насаба успеа да доделат локацијски услови за градба на повеќе места со кои што навистина се наруши претходниот концепт на живење. Да, дојдоа луѓе млади, имаме дечиња повеќе, ние сме како општина што има раст, дел од тоа што се доселуваат луѓе, дел што имаме добра, да кажам, демографска структура, но со тоа доаѓаат и оние проблеми. Во времето кога се носел планот не било предвидено. Ниту пак локација за нова детска граинка, ниту за школа. За разлика од тоа време, ние сега брзаме да постигнеме инфраструктурата. Ние ја завршивме првата спортска сала во тоа училиште за Хром. Тоа училиште 13 години немаше спортска сала, сега има спортска сала и еве од завчера мислам дека се започнати работите на терен за уредување први на просторот и за отпочнување на доградба на уште 8 училници. Една доградба таква завршивме пред 2 години, сега правиме уште една за целосно го задоволиме капацитетот на децата од Хром да одат во еднасменска настава. И кога се работи во делот на урбанизмот, без разлика што ќе има постојано напади и најбезволен сега имате скрос една нова населба која точно сега ќе дојдам до тој има момент. училишта, градинки, сега ќе дојдам канализација. Таму е единствениот простор во Ѓорче кој што ние од нулта точка можеме да го планираме. И тоа беше план кој што се влечеше наназад повеќе од 10 години. Со 4 јавни анкети со обезбедени мислења од сите релевантни институции, и тоа Уставен суд го потврди, дека самата постапка, самиот план е законски донесен, не е донесен на швейцарски начин, како што сакаат да го промовират, и таму ние од старт промовираме детска градинка, што е ставена и во мојата програма, ново основно училиште, и не само тоа, туку целосна инфраструктура. Затоа што за да дојде до реализација на таков тип на инфраструктура, не сакам јас да оставам проблеми понатаму за општината, бидејќи никој не е вечен на местото каде што се наоѓа, какви што проблеми јас решавам во моментот од тоа што претходно се работело кампањски или немало можеби доволно средства. Ние буџетот на општината од некои 200 милиони 220 приход годишен милиони денари, да. Не, во евра далеко сме од евра ни град Скопје не може. Па многу малку е. Ние успеавме со добро и ефективно работење, прибирање на средствата, да стигнеме оваа година да имаме 700 милиони денари основен буџет. И ќе имаме сигурна реализација до моментов како што се движат работите, барем 550 милиони, што е еднакво на 2 буџети од претходни години, да речам пред 4-5, за 10 години да не правиме, тогаш биле многу помали буџетите. Ние развојот на Ѓорче го мултиплициравме, го убрзавме за 2 до 3 пати во однос на што било претходни години. И овие се работи кои што лесно се проверуваат преку системот на Open Finance, извештаите од Министерството на финансии, и ние сме наградена, ајде да кажам така, општина од самото министерство, бидејќи за многукратно ни е зголемено делот на ДДВ што сме го зимале од претходните. Скоро и дупло мислам дека е зголемена дотацијата, која што ја зимаме баш по основ на добро, они го викаат управување со буџетските средства. Тука го направивме ние најголемиот подем и Ѓорче ќе се развива. Сега еве планираме развој во периферијата, изградивме инфраструктура, направивме нови сообраќајници, скоро 2 километра пат имаме нов помеѓу Волково и Орман, за развојна индустријска зона, за зона на домување. Сега го започнавме да го работиме главниот пат во Стопански двор до црквата, таму горе ќе има нова населба за млади која што ја промовираме, Ѓорче, твој дом на селбата Богородица, ќе има 170 локации за индивидуални објекти каде што младите ќе бидат ослободени од комунални заграби. Таму има некои однапред проекти предвидени или се работи за
за куќи, нели, приватни куќи кои како сака сега. Не, таму имаме голема државна парцела, за која што по стапка сме на носење на детален урбанистички план. Ќе испарцелизираме 300-500 квадрати. Ќе го направиме планот, ќе ги понудиме локациите на продажба и луѓето, односно младите брачни парови, го немаме конкретно дефинирано до 30 или 35 години, бидејќи владата на национално ниво пак има една друга програма, како што беше на времето купи куќа, купи стан, сега ќе биде купи куќа. Зошто? Затоа што статистички е покажано дека луѓето кои што вложуваат во куќа многу помалку се селат, односно го напуштаат својот дом. А нас ние крајната цел да ги задржиме младите дома. Градиме нова детска градинка таму, едната ја завршивме пред 2 години во Волково, ја градиме уште една во Стопански двор. Патната инфраструктура од аспект на пат, канализација, водовод е обезбедена. И кога ќе развиеме оваа насоба, веќе ни се создаваат услови за развој на уште една индустријска зона. Затоа што во светот најдобро функционира она живење блиску до работното место, практично да ги акумулираме луѓето да можат да им биде блиску на работа, да им бидат добри условите за живење. Јас кога бев млад, јас пораснав тука во центар, недалеку од ова студио каде што го правиме разговорот и тогаш Ѓорче Петров за нас на излет одевме. Не беше баш така позна град. Со Вовче или малце покасно. Не сум толку стар, тоа татко ми. Сега кога се изградио ние згради во Порта Влае, на широко почна се говори дека затоа бил сопрен ветрот во Скопје и дека загадувањето е тоа. Да. Дали овие дополнителни градежни потфати ќе допринесат за полош еколошка слика или тоа сте вршиле некои мерења? Не, имаме ние обезбедено соодветни согласности од сите надлежни и ресорни министерства, вклучувајќи го и Министерството за животна средина, каде што поранешната министерка, сегашен кандидат Каја Шукова, е подпишана, а потоа се правеше сценарио дека ние со било каков факт ќе го загрозиме Ѓорче, па дури и Скопје, па имаше закани од некои соседни градоначалници дека ќе ни ја пресечеле канализацијата и имаше многу приказни околу тој да јас најодговорно тврдам, бидејќи таму за разлика од Порта Влае, која што е проектирана и изградена како еден кинески ѕид, ако ја гледате ви од страна, истата ситуација имаме ние во центарот овдека со градскиот ѕид. Значи, меѓутоа градскиот ѕид пак има една добра ситуација каде што се изградени кули. Кулите имаат многу помала површина во основа и многу поголем слободен простор за движење на луѓето и оставате простори за паркиралишта и за пешачки зони, велосипедски и како и да ги оплемените тие простори, меѓутоа не пречат толку на струјењето на воздухот. Инаку еве ќе имавме ние ситуации поинакви овде. Таа фамозна висококатница што ја зборат не е повисока од највисоката кула на Порта Влае. Значи ќе биде во иста висина. Па знаете како во урбанизмот има правила. И вие тие правила и да сакате не може да ги надминете, да ги нарушите сега. Како да кажам, не е тоа дека некој седнал по своја сопствена волја и дека работите ги правил онака како што сака. Имаше обвинувања на различни дека ќе имало хемиски фабрики. Сега ако може, мислам бидејќи отворивме тема, апсолутно првим тоа апсолутно непознавање на законите и на теоријата во тој дел, затоа што вие не можете да сакате да добиете дозвола за тешка индустрија во населено место, односно во рамките на генералниот урбанистички план на градот Скопје. Можете негде 5 километра надвор од тоа населено место. Околу урбанизмот кога се работи, стално ќе се кршат копијата. И јас тоа сум го имал од претходно како недоволно познавање, меѓутоа има луѓе кои што си ја знаат работата. Има архитекти кои што се специјалисти, урбанисти, планери и за жал се многу малку на број, како и во сите високо специјализирани професии, кои што многу добро си ја знаат работата и кои што мора да работат согласно закон, затоа што и во дел од нивната работа сносат одговорност. 21 век, колку години независност, колку години нели локална самоуправа, а на овие избори доминира слоганот ќе го исчистиме ѓубрето. Како да го исчистиме ѓубрето? Зашто паднавме на оваква дереже? Зашто дојдовме на ситуација? Тоа се поради нарушените системи кои што се во моментов. Градот Скопје
е град кој што секогаш живеел низ годините, сега кога го гледате, навистина сме имале можеби потешкоти во одредени периоди, историски гледано наназад, но не како што имаме сега во моментот. И тоа во дел се должи поради карактерот на првиот човек во градот Скопје, поради поставените функционери, раководители на јавните предпријатија, бидејќи апсолутно скоро ни да не функционира. ЈСП нешто прави обиди во делот на функционирањето, ме гледаме дека и таму луѓето се незадоволни. За жал, да, најголем проблем имаме со ѓубрето, тоа е највидливо и тоа што е нешто што најмногу не загрозува сите нас. Ние не бегаме од таа тема и како општина Ѓорче Петров навремено ние ангажиравме дополнително фирма со која што работиме на отстранување на кабас отпад, на чистење на диви депони во наводници. Сега сите контейнери нас не се диви депони. Да. На сите вили места. И еве со овој интензитет, посебно последниве негде 3 до 4 недели што работиме, успеваме да се справиме и кај нас не е ситуацијата толку грозна како што е во други општини. Во други општини. Меѓутоа не е за пофалба ова сега што го говорам, но сме принудени. Да го работиме, да трошиме ресурси, да трошиме средства, затоа што жителите и ние како граѓани на овој град Скопје, ние сите плаќаме на комуналец. На сметката за вода ви пишува таму на таа квадратура толку. А што е што комунално предпријатие? Не ќе да работат или не може да работат? Видете, ние имавме јас сум дел од управниот одбор на ЗЕЛС. Ние сите градоначалници скопски бевме обединети околу таа тема, затоа што сите истиот проблем го трпиме. И тоа е дисфункционално предпријатие од повеќе аспекти. Као прво е пренатрупано со луѓе кои што ништо не работат, а многу малци има работници. Ја ги ценам многу луѓе што доаѓаат со камионите, што собираат, и сум разговарал со дел од нив, навистина ми е жал во какви услови функционираат и работат, бидејќи се малку на број, многу работа им се. А овие други што не работат се многу на број. Овие административци се многу поголем број. Сега вие во едно јавно предпријатие наместо да имате на терен сооднос 90% на терен, 10% во канцеларија, таму треба да се влезе сериозно, да се види колку тие луѓе што се вработени реално први се потребни, зашто имате простори да не се потребни, колку тие се во државава присутни. А сега дека не се во држава, се вработени. Нашите информации се дека таму има цели фамилии кои што се вработени, а кои што не се ни присутни во држава, него се присутни во некои други држави. Но тоа ќе си се види. Еве, да не испадне дека нешто сега, навистина секогаш гледам да сум многу коректен во делот што го кажувам, и единствена колатерална штета од сето ова се нашите граѓани. Кантите не им се собарени по 3 недели и ова треба да се знае во јавноста, дека ние ту една општина не е надлежна за собирање на сметот. Тоа што го правиме за да излеземе во пресрет на жителите, зидејќи и тие живеат навистина во тежните услови. Ние во руралниот дел на општината, каде што имаме фирма концесионер, која што собира, и ајде да кажеме дека ете тоа е општинска надлежност, ние немаме проблем со ѓубрето. Имате во урбаниот дел. Имаме проблем во урбаниот, каде што комунална хигиена не си работи. Зошто они не сервисирале повеќе од 130 возила, јас тоа не можам да кажам. Дали плаќале, дали не плаќале. Они се со реално многу мала оператива на терен. Сега и да сакаат веќе, не може да постигнат. Зашто вие како ќе работите, како ќе собирате смет без камиони? И оваа енигма ја кажа Орце Ѓоргиевски, не ја кажа случајно. Знаете, многу луѓе замеруваат за 72 часа дека ќе го исчистиме. Ако заедно ние, нашите сили што ги имаме, ние имаме лица ангажирани по програма за одржување на јавната хигиена на просториите, ако ние нашите лица, нашата оператива, ја здружиме, му помогнеме на градот. Спремни сме сите да потпреме грб за да помогнеме на градот Скопје. Да се влезе во ред, додека се сервисираат сите тие камиони. Ако не победи Орце, како победи Каја Шукова, Па верувам дека ќе победи со однос на... Видете вака, ние сме биле во различни ситуации. Еве, и со Даниела Арсовска на почетокот. Беше добро, имаше разлика во работењето. Меѓутоа, потоа, избра пат каде што се разделивме на некој начин, меѓутоа, таква светолюбивост и таква дисфункција, јас во ниедна сфера до сега сум хранил повеќе институции, не сум видел. Како да сакаше да не казни нас, односно преку нас ги казнуваше граѓаните. Не би сакал никогаш градот да биде... Еве и Петар Шилегов бил претходно, па немало таков дискурс, барем од она што го слушам од
луѓето кои што не биле од истата страна. Сакам да кажам дека секогаш работите не значи дека може да бидат само подобри, може да бидат и полоши, но со оглед на тоа како стојат да работите, со работката што имаме ние меѓу нас како тим на скопски градоначалници, пак кажувам, не ги двојам луѓето по политичка провиненција, затоа што ние генерално за големите прашања сме имали исти ставови, бидејќи истите маки ги делиме. И тука немате простор, вие решенијата ги знаеме, само треба да имаме соговорник кој што ќе ни помогне да се применат. Александар Стојковски, тука некаде пред крајот обично на сите кандидати, а верувам дека ќе ги имаме сите барем од скопските општини и оние што се кандидираат за градоначалник на град Скопје, им дава можност да им се обратат на своите жители, на своите гласачи, на потенцијалните гласачи. Нормално, затоа и кампањата, нели? Да. Што би им порачале, зошто би гласале за вас? Па, јас мислам дека граѓаните ќе го направат вистинскиот избор во Ѓорче и секаде, каде што има ВМРО ДПМН кандидати, пред се затоа што во изминатите години покажав, лично јас, и докажав дека општината од едно забаталено место може да ставиме на мапата на развиени општини. Покажавме заедно со целиот тим натре во општината, општинската администрација, дека можеме да носиме сериозни проекти, да носиме инвестиции, не само владени, да носиме инвестиции и во соработка со Европската унија и со други меѓународни заедници, затоа што сакам Ѓорче да продолжи да се развива во правилна насока, да биде хубаво и урбано место за живење, затоа што сакам да ги видам 5 нови детски градинки направени, 5 доградби на основни училишта, сите дечиња да ни одат во едносменска настава, жителите на Александрија конечно да добијат градинка и училиште. И има многу други работи. Зошто? Јас сум секојдневно на терен и имам директни средби, не бегам од проблемите, се зафаќам во коштрец да ги решам. Оваа програма, вистинскиот избор за општина Ѓорче Петров, ќе стигне и стига до секој дом со нашите тимови. Ние сме секоја вечер преку 150 активисти на терен, така да одиме неселективно во секоја куќа, во секој дом, да допреме и да презентираме нашата визија за Ѓорче. Јас ви благодарам, ви посакувам многу среќа и на крајот нека победи демократијата. Така. Почитувани гледачи, тоа беше Александар Стојковски, градоначалник на општина Ѓорче Петров, и останете со понудата на Слободен печат.